Скоро 97% од вас, кои ги гледате моите видеа, не сте претплатени. За да може овој канал да се развива и да нуди уште подобри и поинтересни видеа, потребна е вашата помош во форма на лајк или претплата. Тоа вас ви одзема 10 секунди од вашето време, а мене ми значи многу, затоа удрете го тоа звонче испод видеото и претплатете се на овој канал. А сега продолжуваме со темата за денес. Во 2014 година, научниците открија дека водата се складира во карпестата обвивка во состојба слична на сунгер, која не е ниту течна, цврста или гасовита, туку е во четврта состојба. Научниот труд со наслов Дехидрациско топење на врвот на долната обвивка, објавен во 2014 година, беше првиот што ги презентираше наодите од студијата. Минералот рингвудит е како сунгер што апсорбира вода, има нешто многу посебно во кристалната структура на рингвудитот што му овозможува да привлече водород и да ја зароби водата. Овој минерал може да содржи многу вода длабоко во обвивката. Еден од научниците кои работат на оваа теорија изјави: "Мислам дека конечно гледаме докази за воден циклус на целата Земја, што може да помогне да се објасни огромната количина на течна вода на површината на нашата планета." Научниците со децении ја бараа оваа исчезната длабока вода, заклучи тој. Научниците дошле до ова откритие додека ги проучувале земјотресите и откриле дека сеизмометрите собираат ударни бранови под површината на Земјата. Ако карпата содржи само 1% вода, тоа би значило дека има 3 пати повеќе вода под површината на Земјата отколку во океаните на површината. Некои научници тврдат дека водата на Земјата веројатно потекнува од астероиди или комети. Ова е моментално најраспространетата теорија. Тоа сугерира дека исконската внатрешност на сончевиот систем била премногу несоодветна за вода во која било форма. Интензивната ултравиолетова светлина од младото сонце би ги разделила молекулите на водата, отстранувајќи го водородот. Ова ги наведе научниците да веруваат дека мразот на Земјата се формирал подалеку во сончевиот систем и дека телата што го носат, кометите или астероидите, подоцна се урнале во многу постудената Земја, давајќи на планетата многу понежен хемиски состав. Ова откритие ја потврдува оваа теорија, бидејќи доказите сугерираат дека океаните постепено се издигнувале од внатрешноста на раната Земја. Уште повеќе, откритието покажува дека молекулите на водата се заробуваат во минералите на карпите на обвивката длабоко под површината на Земјата, а потоа постепено течат назад поради тектониката на плочите. Рингвудитот се наоѓа во обвивката на нашата планета и е слој од врела карпа помеѓу површината на Земјата и нејзиното јадро. Тоа значи дека новооткриениот океан не е огромен резервоар со течна вода. Наместо тоа, водата е содржана, заробена, во молекуларната структура на минералите кои се наоѓаат во карпата на земјината обвивка. Me wind and rain, you're some kind of bird.